Тоа си трае, не се случува еднаш, зашто нели секој пат има ајде нема да се повтори, ама правилото си исто, еднаш кога ќе се случи, се повторува. И куќа, деца, долго време заедно, си викаш ајде ќе биде понатамо, на крај дури и научив да живеам со тоа. Ми беше како се едно, ќе дојде, ќе ме удри или било што и ќе се продолжам, како ништо не било. Друг не завршив со потрес на мозок во болница, тука беше тоа пресудно дека на кај води, на подобро никако не оди. И го пријавив тогаш и во полиција, мислам, сега и полицијата дојде си ја завршија нивната работа, ама тоа пак се продолжи. Се смени се последниве некои 5-6 години. Почна да се покажуваат некои други лица, ама ништо немаше со разговор, претежно се беше со насилство. Сите у куќа, деца у куќа гледаат, полиции постојано. Пред да ме нападне, избегав јас си од дома, ме фатија за време на корона полиција, им кажав дека зашто сум го напуштила домот, дека сум жртва со семејно насилство, ама ми стигна казна дома 2000 евра. И сега тука социјалното ми го предложи ЕСЕ, да дојдам тука да поразговарам и да ми дадат нели правна помош, бидејќи ја финансиски не можам, не сум способна. Дојдов тука и најдов на многу добар прием. Ми помогна за казната за 2000 евра, значи поминав само со опомена. Мојот сопруг требаше да оди во затвор за моето дело што го имаше, но пред да биде судењето јас го повлеков тоа за да бидам нели човечна, сепак татко на деца, ништо јас нема да добијам тоа кога отиде во затвор. И го повлеков. Ама тука погрешив. Затоа што пред 3 месеци мојата ќерка беше нападната од него, исто заврши со потрес на мозок. И она, кај нас, знаете како е, отида во училиште и таму и вика педагогот, а ти што направи татко ти дете тебе? И сега тука малце нема логика, ништо не можеш да направиш за да добиеш таков ќотек. Ние викаме децата, ама и ние родителите, кај сме, ние жените, кај сме, тука животот за нас не завршува и ние треба да бидеме храбри за ти да можеш да одиш понатаму, а не само нели за децата, да не си способна да се грижиш за нив. Нема, многу тешко да така да застане некој позади тебе или а ЕСЕ ми помогна доста. Од тој аспект, зашто финансиски да беше, немаше шанси да најдам адвокат, ќе си одев сигурно секаде сам. И немаше да знам некои права што си ги имам. И тоа е исто многу битно. Кога гледаш дека некој те малтретира поубаво, тргни се на време, не давај шанса на тоа. Например, ја кога ги гледам моите деца, мене срцето ми се кина затоа што јас во нивните очи тага гледам. Они се тажни, ама се тажни од мене и од мојот сопруг. Ние сме го направиле тоа за ете така да видат некои работи што не требале да ги видат во животот.